Сега, почитувани слушатели, избори сите не раскаруваат меѓу себе и ние се скаравме пред емисија. Не се разбравме меѓу себе кој што сакал да каже, исто како што Ванковска не ја разбра македонците што сака да каже. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. После бурната изборна ноќ, прва анализа на Еспресо со Златев и Боцевски на изборните резултати. Ивица, добро утро. Добро утро. Да представиме кои ни е гостите, молам само микрофонот. Гостин ни е шефот на Советот на интелектуалци на Радио Лидер, професор доктор Звонимир Јанкуловски. Добре, не сум гостин, затоа што сум тука. Домакин. Редовно. Ко домакин? Редовно секоја среда, така што Ко Весли Кларков на Љупчо, ако не се доживувам како гостин. Да. Скоро конечни резултати на Државната изборна комисија. Сите оние кои не слушаат ова утро заслужуваат да ги чујат. По преброени 99, само да видам вкупниот процент, 99, се слуша малци, имам некоја фонија режија. 99,03% од гласовите. Констатирана е излезност од 49,95%. Резултатите се следни. Прво пласирана Гордана Силјановска-Давкова, кандидат на ВМРО ДПМНЕ, со 40,08% од гласовите, или вкупно во бројка 300, земи ги слушалките само, или вкупно во бројка 362,682 гласови. Второ пласиран Стево Пендаровски со 19,93% од гласовите, односно со 180,306 гласови. Трето пласиран Бујар Османи со 13,36%, односно 120,903 гласови. Четврто пласиран Арбен Таравари со 9,21. Четврто пласиран се извинува Максим Димитриевски со 9,26%, односно 83,787 гласови. Четврто пласиран Арбен Таравари, нешто помалку од него, околу 350-400 гласови, односно 9,21%, 83,356 гласови. На предпоследната позиција, за моје огромно жалење, Билјана Ванковска-Цветковска со 4,55%, односно 41,172 гласови. Ова е резултат кој ја квалификува за телевизорот кој го ветивме. Ќе добие телевизор од Радио Лидер за подарок. И последно пласиран Стефчо Јакимовски со 0,90%. Ивица, Стефчо не би бил Стефчо и кога губи, влегува во историја. За прв пат во историја некој кој собрал 10.000 подписи не успел да освои 10.000 гласа. Да. Ама да бидеме сега генерално со една оценка за изборите. Значи неколку бројки да презентираме. Нашите слушатели ги заслужуваат. Значи прво, во однос на бројка која што рипа вака во очи е следнава, односно Гордана Силјановска-Давкова има највисок резултат во историјата на било кој опозицијски кандидат во првиот круг. Во првиот круг од кога во Македонија има избори. Значи вториот највисок резултат го има Тито Петковски во 1999 година со 343.000 гласа. 25 години не сме имале ваков резултат. Во исто време Гордана Силјановска има над 180.000 гласови, 182.300 гласа, повеќе од Стево Пендаровски. Но ајде да видиме уште нешто. Ова е, значи, највисок резултат на било кој опозицијски кандидат во историјата. Ова е најнизок резултат на било кој кандидат во првиот круг на власта. Да. И општо и на опозицијата. Зошто е тоа така? Најлош.
До сега, историски, од СДСМ, политичката партија СДСМ, најлош резултат имаше Љубомир Данаилов Фрчковски во 2000. Чекај, доаѓам таму. Чекај, ма доаѓам таму. Година. Доаѓам таму, чекај полека. Значи, одиме понатаму. Ајде да го кажем, па после Добро, ќе го во 2009 Љубомир Данаилов Фрчковски имаше 202.000 гласови. Со 20.000, со 22, 23, сега не може точно да бидам, повеќе од Стево Пендаровски, и тогаш Љубомир Данаилов Фрчковски настапуваше како кандидат на длабока опозиција, која претходно изгуби со огромен резултат, а Стево Пендаровски доаѓа како актуелен председател. Ако воедно веќе кога кажува што ова е најнизок резултат на Социјалдемократскиот сојуз во историјата. Никогаш СДСМ на локални председателски парламентарни избори немал по 200.000 гласа. Ова катаклизма. Ова е да. Значи прашањето после овие избори е дали СДСМ е стожерна партија со овие гласови. Кога бил? Бил, извини. Значи бил, 90-тите бил, 2000-тите бил, 2010-тите бил. Без опозиција ако беше. Немој сега. Значи стожерна партија бил СДСМ и тоа државотворна, сигурно. Значи види, додека ВМРО се занимаваше со 1903, како што Левица занимаваше со 1920 сега на изборите, пролетерите ги чекаше овако, се случуваше тоа, СДСМ беше број 1. Што се занимаваше во 90-тите? СДСМ се занимаваше во 90-тите со актуелниот момент. Замолам сега да не водиме полемики за пред 30 години. ВМРО кога се свести дека треба да иде на избори во 90-тите или од 1998 победи на изборите. Види сега. Веќе уште еден факт, значи инаку резултатот на Гордана Силјановски има уште еден интересен момент, а тоа е дека ова е четврт највисок резултат во историјата, трет највисок во 21 век. Значи од нејзе само повеќе гласови имале. Првиот резултат е дубиозен, затоа што е оспорен. Знаеме дека е оспорен, сите се огради од тој резултат. На Киро Глигоров во 94 година. Киро Глигоров немаше толку гласови колку што беше кажано дека има. Звонка ќе се сети смислува каламуци, Ристо Иванов. Пошто доаѓаше како кандидат на стожерна партија која вториот е на Ѓорѓе Иванов во 2014 година, значи по прв круг да пробие над 400.000 гласови, единствено он има направено во 21 век. И Црвенковски има 383.000 гласови во 2004 година во првиот круг. А од позиција на премиер, од позиција на неприкосновена моќ негова и на држава која излегува од војна и така натаму. Да, значи пак кажам, ова се вака некои податоци кои што се многу, кои што треба да се многу, кои што се вака интересни. Но пак ќе кажам, за СДСМ ова е убедливо најнизок резултат во историјата. И ајде пред да Звонко да почне само уште една работа, извини Звонко. Имаме еден факт да кажам. Добро, значи анкетите, сите анкети ја подценија многу Силјановска, го надценија многу Стефчо и меѓутоа генерално сите го погодија трендот. Значи ова во однос на анкетите зборувам оние што излегува, посебно објектив, нели, кој што беше толку спорно од СДСМ, ова е значи трендот е погоден со тоа што Силјановска е подценета, Стева Пендаровски е надценет. И значи тој спореше анкета каде што е надценет за добри 30.000 гласови. Сега друга работа, да бидеме тука на чисто. Market Vision беше најблиску до резултатот, односно Market Vision беше единствената компанија за анкети, единствените анкетари, единствените кои испитуваа јавно мислење и предвидуваа победа на Силјановска од 2:1. Излезноста, како и другите, не ја погодија, одеа на малку помала излезност, па затоа и процентите беа помали. Влајко ја погоди 50%. Да, но Влајково Market Vision, сега да бидеме коректни, Market Vision поред сите ги процени кој колку има, и мислам дека има најточна анкета од сите. Тие предвидуваат 2:1, тие велеа
33,4%, наспроти 18,4%. Сега гледаме малку различно, но тука со неважички, без неважички кои ќе ставите, тие предвидува, нели, 2:1 и 2:1 се случи. Да, така ќе биде и верувам и на парламентарните избори, меѓутоа она што се обидувам да го разберам, кандидатот за председател на социјалдемократите Стево Пендаровски е Вашиот докторант? Па тоа да не ги мешаме, тоа се сосема два процеси каде што се покажувате во едно поле, меѓутоа киксирате во друго поле, во политиката, така што да. Она што се обидувам да го разберам е врз основа на кои анкети го градеше оптимизмот во контекст на неговото излегување на изборите и неговите очекувања од изборите дека ќе се случат, затоа што видовме дека социјалдемократите ги одрекува, односно не сака да ги прифатат навестувањата на анкетите кои повеќе или помалку се движат, тоа 1:2 у тој контекст се движа очекувањата на резултатите од изборите генерално, така што еве и во неговата изјава синоќа вели дека неговите очекувања врз основа на други анкети биле малце поинакви. Да, вчера во изјавата тој кажа дека е разочаран. Но дека е разочаран затоа што губи, тој кажа затоа што губи 130.000 разлика ќе било финално од Гордана Силјановска Давкова. Ова е 182.000. Многу, мислам, многу. Значи, Ивица, дури да не кажам, има ли разлика дали ќе губеше со 130 или со 180? Како нема се. Знаеш? Не, ова е малце. Тој е разочаран со 130, тоа го кажа. Па со ваков резултат би бил секој разочаран, мислам и тоа длабоко разочаран и би размислил што би правил во иднина. Неголемо изненадување. Он има пензија до животна сега, што ќе прави готово. Да, меѓутоа се тоа е во ред дека ја колку што се сеќавам, он се откажа од привилегиите што не може како ќе се откаже, што законски ти следи. Тоа е само и микрофон те молам. Да страна вака збориш. Она што е исто така индикативно е дека вчера имавме едно за многумина изненадување, ние од Радио Лидер единствени го предвидовме овој резултат, Ивица. Кој? Тоа е Максим Димитриевски. За сите изненадување ние го ценевме. Јас дури се облажив кога беше овде со господинот Димитриевски после емисија. Тој тврдеше дека ќе има над 100.000, јас велам ќе бидете околу 80, максимум 90. Не, вели, јас ќе одам над 100, ајде да се обложиме, независно и покрај тоа што јас го добив облогот. Максим Димитриевски има за услови на партија која постои 3 месеци, има неверојатен резултат. 83.787 гласови до сега, 9,26%. Ивица, ова е бројка. Сериозна бројка. Во СДСМ синоќа разговарав со високи функционери, драги пријатели од таа политичка партија. Анализира дека тие изгубиле поради Максим Димитриевски. Вела доколку Максим останеше во јатото, доколку не бевме идиоти да се скараме со него, тогаш ќе беше 360 на 260, па со албанските гласови во вториот круг ќе можеше некако да се калкулира. Ајде анализираме зашто не држи оваа теза. Ама тотално не држи, така? Тие велат дека Максим има СДСМовски гласови. Да, не е точно. Ајде да видиме оваа теза тотално не држи. Добро се, ја да ја зашто тотално не држи таа теза. Максим Димитриевски да останеше во СДСМ, ќе се стопеше во целата таа средина. Ќе се стопеше комплетно. Во безличноста на таа средина. Ќе си наштетеше и себе си. Значи, ако нешто треба тие да направат во моментов, да е СДСМ паметен сега, ќе го направи лидер Максим Димитриевски. Како што како што Нова демократија во Грција. Ви текнува кога направија Самарас лидер. Значи, Самарас излезе, направи своја партија, исчезна од политичката сцена, отиде од политичка пензија. Кога Нова демократија беше на дното, го поканија него, како човек со докажани, без разлика што ние како македонци не ги сакаме тие стави, но човек со докажани стави во однос на државата, како треба да се устрои националните теми и така натаму, го поканија да биде лидер. И ги врати во живот. И ја доведе дури Грција во ред после онаа криза, што беше таму. Значи, се тие паметни тоа ќе треба да го направат. Значи, тој им ја даде формулата како да се вратат во живот.
Меѓутоа, тие наместо тоа прават најлудата можна анализа. Механички неговите гласови да се собереле ќе било поинако. Значи, овие гласови ќе заминеа во секој случај. Прашање е каде ќе се слееа. А не тоа дека ќе отиде, значи гласовите што ги добил Максим Димитриевски нема шанса да отидат на контото на СДСМ. Ја познам луѓе од неговата партија, функционери, тие луѓе биле некогаш дел од СДСМ, но сега ако не би гласале за Максим, ако не биле во партијата на Максим, тие би гласале за ВМРО, верувајте. Иако се луѓе кои извираат од СДСМ. И уште една работа да кажам, обратна е логиката. Значи, ако некаде има скриени гласови за Максим Димитриевски, тоа се ке СДСМ. Таму се скриените гласови за Максим Димитриевски. Луѓето сега од таму, луѓето од таму сега ќе се почувствуваат ослободено, ќе може да си гласаат за Максим, затоа што многу минодни беа скептични. Многу минодни беа скептични дали он може да постигне резултат со ова. Луѓето имаш и ти пријатели. Јас имам пријатели кои што на пример седиш со нив, со генерации знам дека гласаат за СДСМ, прави анализа за Преспанскиот договор, за Бугарскиот договор, за корупцијата, за крим. Многу би рекол, по-негативна од мојата, многу по-грозна од мојата во однос на актуелната власт. За Димитар Ковачевски и за Стево Пендаровски имаат многу полошо мислење од кој ја што го има. И му викаш на крај, добро, за кој ќе гласаш, вика за СДСМ. И вака сте сепнуваш. Значи, тие луѓе сега ќе се ослободат. Имаат опција. Не е опцијата само СДСМ. Одиме во албанскиот политички блок. Професоре, првенствено во оваа кампања дуи имаше прилично националистичка реторика. Не дека опозицијата беше помалку националистичка, но барем не викаа учека и не се закануваа дека ќе убијат. Иако платформата и нив генерално име национална каква што име, но она што е многу индикативно и интересно е дека овој резултат на Селјановска добар во дел се должи и на провокациите на Али Ахмети кој го екипираа македонското гласачко тело, кој екипираа па нема да ви дозволиме тоа да го правите. А најголем експонент на таа политика историски е ВМРО ДПМН. Но во албанскиот политички блок резултатите се 121.903 за Бујар Османи 13,36% и Арбен Таравари 83.352 9,21%. Бујар Османи и дуи пред Арбен Таравари со добри 30.027 гласови, 26 и нешто отприлика. Ова е добар резултат. Добар резултат кога гледате за овие години што све направи дуи за своето членство со балансерот и колку луѓе работи во јавната администрација. Воопшто не ми изненадува резултатот по тоа, меѓутоа покажува еден тренд на поделба на албанското гласачко тело во Македонија, кој тренд не беше забележан досега, баре не во контекст на овие бројки кои ги гледаме. Имаме рекордна гледаност ова утро во живо преку 400. Кои ги гледаме па јака екипа по избориве, така што не изненадува, мислам се работи за партија која има силна внатрешна структура, која е добро позиционирана во политичкиот систем и која, да бидеме реални, 20 години е веќе во власта. Мислам, придобивките од власта ги чувствуваат многу луѓе, меѓутоа не сите. И очигледно дека ваквата поделба ќе се одржи на парламентарни избори и отвора можности за нови коалиции и нови преструктурирања на политичката сцена во Македонија. Затоа што вчера слушав некои аналитичари паѓаат од она флоскула дека мора да се има албанска партија во власта, дека тоа било, како рече еден Уставна конвенција. Не. Еве ја ќе го давам зборот. Не постои во уставот, обичајно право, во Македонија не функционира обичајното право, тоа функционира во англосаксонскиот систем. Уставна конвенција е убав термин за ова. Не е уставна, едноставно непишано правило, после уставна конвенција е тоа, се сте полагале ке Селјановскава, немојте тука. Јас се секавам на кај кого полагавте на Селјановска? Она што не е запишано во уставот, кај нас основа да бидеме реални, функционираат многу работи надвор. Имаме толку диво градби во уставот да очигледно зградава ни се ниша во тоа, меѓутоа ќе видиме што ќе се случува. Меѓутоа таа флоскула дека мора по секоја цена во ред да имате, меѓутоа да имате албански
дел од електоратот да партиципира во власта, меѓутоа не врз основа на овие услови кои СДСМ ги прифати да соработува, односно да ги покажи своите, како вика тоа, капацитети за коалицирање, коалициони капацитети. Ивица, вчера бев на телевизија Алфа и кажав нешто што искрено го мислам. Добро. Велам, Димитар Апасиев, доколку беше вистински лидер и доколку тој беше кандидат на левица за председател на овие избори, сметам дека ќе се бореше со Бујар Османи И со Максим Димитриевски за третото место. Наместо тоа тој одлучи, нели, да зема 3000 евра плата како пратеник, наместо да се жртвува за својата партија и да донесе еден одличен резултат, тој одлучи, нели, да зема 3000 евра плата како пратеник и ја остави Билјана Ванковска, која има 41.000 гласови. И еве сега, да бидеме историски коректни, изборите 2020 година левица имаше 37.000 гласови, има некои 4.000 гласови повеќе од 2020, но на листите на локалните избори левица имаше околу 51.000 гласови. Има Ванковска 10.000 гласови помалку од последното мерење на партијата и 4.000 повеќе од, нели, последните парламентарни избори. Ајде да тргнеме. Каде, на што се дължи овој резултат? Ја гледам 4 фактори, евентуално 5. Значи првиот фактор е ке ми се налути, сама нека ми се лути. Лошиот избор за кандидат. Значи за мене не е спорно дека професорката Ванковска е врвен интелектуалец. Ја читам во колумните, извонредна е во дел на анализата онаму каде што има своја експертиза и каде што има свој набој, личен. Меѓутоа не е политичар. Значи вие не може со неполитичар да одите на председателски избори, каде што треба габаритот на политичарот да дојде до израз. Билјана Ванковска не е позната за општата јавност. Билјана Ванковска е позната за интелектуалната јавност во Македонија, за академската јавност во Македонија. Но тоа не е општата јавност. Добро, сега жена е по телевизија 30 години, сега немој сега. Политичкиот габарит на Стево Пендаровски го споредува со... Ке дојдам до Стево Пендаровски. Чекај, за Стево Пендаровски сум рекол многу работи. Стево Пендаровски не е споредлив по ниту еден основ со незе, ама сега ме праша за Глевица, така. Не, збуди со политичкиот. Добро. Второ, промашена порака, како што реков. Значи, ВМРО ДПМН ги губеше изборите во 1990, во 1994 година, затоа што се бореше во 1903, не се бореше во 1990 и во 1990 година. Јас зборувам сега, оставиме звонко сега. Значи зборуваше, тогашното ВМРО ДПМН се занимаваше со, исправаше некои историски криви дрини. Сега со Палестина се бавеше Билјана Ванковска. И со диктатурата на пролетаријатот. Да, они се занимаваа со тема од 1920, од Кралството Југославија. Не, предходно од Октомвриска револуција. Не, толку далеко не оти, да. Не, они се занимаваа со такви некои теми. Како беше земјорадницима, фабрика радницима, така беше. Значи, понатаму зборува за антиимпериализам, зборува за не знам... Не баре сме ние Јужна Америка, и таму не се збори за тоа. И таму радикалната левица не збори. Не зборува за тоа. Ја бе во Јужна Америка, ќе ти кажам зашо зборува, за тоа не зборува. Понатаму, лошата мета. Значи, тие наместо да влезат во судри со СДСМ и со ДУИС, се борија со ВМРО. Види, Билјана Ванковска и вадев статистика, личност која најмногу личност која Билјана Ванковска најмногу ја критикуваше во првиот круг јавно, значи статистички докажано, е Гордана Силјановска Давкова. Да. На втора позиција не е Стево Пендаровски, не е Максим Димитриевски, не е Бујар Османи, туку е Љупчо Златев. Не е никаков кандидат. Тоа глупости, мислам да не зборуваме. Значи да бидеме вакви. Се добро, тебе ти го крена рейтингот затоа што корисно е. Апсолутно да, но ја не сум председателски кандидат. Кога жена од нејзин габарите критикува. А таа се расправаше повеќе со мене од со нејзините против кандидат. Прашање на политички сенс. Ајде да кажам, изборот, да, зборува за антикапитализам, за Палестина, кефаја околу врат носеа и така. Мислам, сето тоа е во ред, ама не е во ред во политика во Македонија во 2024 година. И им носи 10.000 гласи помалку од последните избори. Ке го цитирам од пауза
Сашо Шотаровски, кој што ни беше гостин во вторникот, вика, во негов стил тој кажа, вика, откога отидува, вика, на гроб на Енвер Ходжа се во лоша серија. Мисля се, вака ова е кафеански кажано, ма... Да. Значи, пак е, види, лош кандидат, промашена порака. На тоа се темели ЕСА. Во врска со ова што кажува Љупчо, значи ние овдека, без разлика се, Љупчо има една своја интересна црта со левица, меѓутоа заедно се согласивме дека најдобро за нив ќе беше председателски кандидат да биде Димитар Пасиев. Да. А имаше опција тој да биде и председателски кандидат да биде на листите. Не е тоа исклучено. Димитар Пасиев ќе ги кренеше во него. Значи, си ја спушти партијата, сега ќе видиме како ќе се покажат на парламентарни, може да ги фати Бран да бидат ова или под ова, може да одат и нагоре, ќе видиме како ќе биде, затоа што сега веќе има Бран, мора да одиме со рекламија за Бранот, ќе разговараме по рекламите со професорот Звонимир Јанкуловски. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Професори, им останавме должни на слушателите и гледачите. Бран, дали може да очекуваме Бран кој ќе му донесе уште повеќе гласови на ВМРО ДПМН на парламентарните избори и нормално во вториот круг на председателските избори? Тоа е првото прашање. И второто прашање е дали може да очекуваме дека ВМРО ДПМН може да очекува 61 пратеник после оваа подоба. Па добро, Бранот е очигледен. Мислам, не е Бран цунами ова, да бидеме малце попрецизни, затоа што поклопени се лажните надежи на социјалдемократите дека ќе излезат победници од овие избори. Очигледно дека по знак прашање се ставаат изборите во 2020 беше така. Да. И 19-та председателските избори се сеќавате, но ние, како се вика, безопотезни гласања во одредени општини во Македонија, така што да, парламентарните избори резултатот може да биде уште полош за социјалдемократите, затоа што знаете, сега имате ослободување на нова енергија кај граѓаните во Македонија, ослободени од она што значи власт, можност за манипулација и страв кој од позиција на власт и моќ може да се злоупотреби, односно да се калкулира во изборите. Така што дополнителен контингент на гласови може да се очекува на страната на ВМРО се враќа ДПМН. до 90-тите контингенти. Па не, контингент во не, знаеме за таквите контингенти. Да. Ајде играме малку весела математика, може? Ајде. Ја тоа го анализирав сега. Еве, сите останати кандидати, Добро. значи, имаат, сите останати кандидати, освен тие што влегуваат во втор круг, имаат 337.321 глас. Добро. Значи сите да ги собереш. Еве да речеме дека излезноста ќе биде иста, што е неочекувано. повисока ќе биде. Сигурно ќе биде повисока, Повисока но ќе еве, ајде, во негативно, сега ќе огледаме најнегативното сценарио за ВМРО. Може така? Добро. И за Силјановска. Добро. Доколку излезноста е иста и гласовите ги делат пола-пола, Стево Пендаровски и Гордана Силјановска Како Давкова, пола да отидат кај Стево, пола да отидат кај Гордана. А ова е весела математика. Весела математика. Да. Тогаш Гордана ќе има 531.000. Ако се пола-пола. Добро, ма чекај, Ај сега вака. ама не сме спремни се, не можеме вака, Доколку види. ги поделиме на Не, 3. весела математика, Значи, доколку сега. ги поделиме на 3 Не можеш така, види се. и 1/3 од гласовите освои Гордана Силјановска, тоа се 112.000 гласови. Таа во вториот круг ќе има негде 480.000 гласови, 470 и нешто. А Стево Пендаровски, доколку освои 2/3 од гласовите, што е исто така многу невозможно, но еве 2/3 да има од гласовите Стево Пендаровски, тој ќе има повторно ќе биде под 400.000 гласови. Добро, не можеш. Значи вака, не добро. постои математика, тоа ми е идејата. Не, ова Не е- постои весела математика Ова е- која може Ова е ептен весела математика.
да му донесе на Стево Пендаровски победа во вториот. Ај вака да кажеме, не, прво не се пресметува така, значи ај следната емисија ако сакаш ќе направиме, бе. Кој би бил патот за него да дојде до победа? Има, не дека нема, меѓутоа ќе им даме бесплатни политички совети пак. Не слуша прошлиот. Дали еве прашање до тебе, Да. дали Гордана Силјановска Давкова после овој резултат може да очекува да надмини 500.000 во вториот круг, нешто што досега го има направено Ѓорги Иванов, да рече. Може, со тоа што ќе видиме, може. И фалот 140.000. Чекај, многу ме Може. интересира за патот на Стево до победа. Не, ама не можам вака на памет. Значи ова треба, значи вчера вечер нешто друго работев околу бројкиве, сакав денеска да ги седнам тие работи, токму за да можам да се спремам за утрешната емисија. Значи на памет не можам. Звонко. На памет сега, што е баби мило, то се баби снило, да седнеме да го направиме како што треба, па ќе збориме. Ајде, Она што е исто интересно, индикативно, еве сега го пишувате слушателите, зошто ќе биде повисока излезноста на наредните избори, односно во вториот круг, велат празници се, голем дел од диаспората се враќаат од Германија во Македонија за Великден, од Италија во Македонија, така што ќе биде зголемена и од тие луѓе излезноста. Добро, ова е малце анегдотално. Ќе биде зголемено од една проста причина што парламентарните избори во Македонија традиционално имаат многу висока излезност. Сега да се разбереме, сега да не правиме се некои, нели? Се сведува само на една работа. Значи традиционално парламентарните избори во Македонија имаат највисока излезност. Најниска имаат председателските. Затоа е, види, ова е чудо. Да, И ова излезност е, дозволи сме. Излезноста е чудо. Ова е 50%. Да. Ние типувавме на 40, 41-2. Да, дури види, и она сите се иселија малку е во дубиозна после оваа излезност. Ослободена е нова енергија. Ова излезност. Види, сега Ивица. Да. Например, сега да бидеме искрени, при политичка поларизација како сегашна, која ќе ги видите вака по број на гласовите, која ќе видите дека не знам, во едно Арачиново да речеме излезноста беше околу 30%. Во албанските средини ние гледаме традиционално ниска излезност. Излезност која тие имаат на сите избори, затоа што голем дел од тие луѓе се иселени. Но не, мојата анализа е поинаква. Мојата анализа е поинаква затоа што таму е повисока сиромаштијата, политичката социализација е пониска. Ја не ја ставам тоа нужно заради иселеноста. И Политичката социализација е налеку пониска затоа што се уште во тие средини треба да се работи на образованието, треба да се работи на животниот стандард и така натаму. Кога ќе порасне животниот стандард и кога ќе порасне степенот на образованието, и таму ќе видиме повисока излезност. Сега не. Се разбира, иселувањето игра своја улога, но и ова игра своја улога. Веруј. Еве ти вика да не го лажеш Стево дека имал шанса за победа. Да. Абе дај да му ги земеме ние парите па сега. Не, има и ќе ја разгледаме. Патот ме интересира како мораме да кажеме дека не, апсолутно, надежта последно умира. Точно, меѓутоа можеме, види, наша работа овдека не наведнати глави, наша работа овдека е да исцртаме кој е патот за едниот, кој е патот за другиот. Меѓутоа во моментов ако го правевме патот во основа Звонко на анкетите што беа порано. Сега малку потешко. Сега има и нови анкети. Може би патот е исто како Кичево Охрид. Да, масовно на цело село, како беше? Види, ќе видиме многу брзо ќе имаме и нови анкети кои сега малци поразлично и граѓаните ќе гледаат на работите. Сакам да го гледам тоа шоу. Она што е во овој момент значајно да се каже е тоа дека во цела оваа ситуација ние вчера видовме од СДСМ тотално сивило и тотално нејасно што сакаат тие луѓе. Како слепи за стап се држат за тоа демек само они се европејци, сите други не се. Вчера ја промаши и они и Левица. Абе, кога гледаш дека не иде. Да, Левица кажа дека за нив гласала авангардата, значи тоа е ставот на Левица. Почитувани слушатели, да ви преведам вака, сите ние кои не сме авангарда, затоа што не сме гласале за Левица, значи сега ние не сме авангарда. Значи, според Димитар Апасиев и Билјана Ванковска, во Македонија овие 41.000
172 се најпаметните, најубавите, најдобрите, сите ние останатите сме... Не, тоа беше стереотипот на СДСМ. Значи, левица е тргната по тој пат. Сите ние останатите не сме авангарда, сите ние останатите сме шлям. Тоа е ставот на левица за сите оние кои не гласале за нив. На вчера. Промашен наратив, исто промашен наратив на СДСМ дека само овие 180 се за Европа, ама ќе победел европскиот пат натаму наваму. И вчера многу интересно Катерина Колозова, која утрината кршеше изборен молк заедно со Бојан Маричич, срамота огромна, има некаков подкаст, вечерта напише дека сега ќе сме влегли у БРИКС. После овие глупости. Добре, ја една изјава прочитав на кандидатот за председател Стево Црвенков. Стево Пендаровски. Не знам зашо ми одива да природно е и каде што вели дека ние преговараме со Европската Унија во текот дека мора да го следиме патот затоа што веќе преговараме со Европската Унија. Како мисли преговараме со Европската Унија? Значи си продолжуваат, тоа е неверојатно, мислам, дали тоа е ментална матрица, се лажат самите себе и мислат дека може да го лажат целиот народ. Како преговараме со Европската Унија? Врз основа кои поглавија се отворени. Мислам, ако го слушате и Маричич, ќе видите дека ние само што не сме влегле, не само што преговараме. Виде, лагите излегува на виделина и народот им кажа дека не им верува на лагите. Много не, ама продолжува, тоа е просто неверојатно. Да. Ковачевски зборува за дека они нема да наведнат глава, они 7 години веднат глава кој стигна во Македонија и кој договор ни го понудија да го потпишеме. Сега ние тоа го направиме со наведната глава. Професоре, со клучниот фактор, ова слушателите не го знаат. Ние често пиеме кафе на Сабајле, нели после нашата емисија и често таму си кажуваме работиве кои ни се внатрешни ставови кои не ни се базирани на аргументи, туку на некакви предчувства, работи што не се зуетер. Таму функционираме на кафе на интуитивно ниво, не на рационално ниво. Често јас и ти, професоре, се плашевме дека може СДСМ да го бойкотира вториот круг и вчера видовме дека од еден високо позициониран социјалдемократ, еден човек кој е авангарда на СДСМ 30 години уназад, Георги Спасов, вчера ја најави опцијата бойкот на вториот круг на изборите. Да беше некој без везе, па ајде да не коментиравме. Георги Спасов сепак е истурено име во СДСМ. Не е истурено, туку интелектуалниот интелектуалната подршка на политиката на СДСМ. Сакам коментар од двајцата, ја ќе си иземам тука. Што мислите, прво професорот Певица, што мислите за овој со Георги Спасов и што го кажува, што го најавува бойкотот? И второ, што ќе значи тоа за СДСМ ако го направи бойкот? Премногу доцна е веќе. Мислам дека не поминува тоа и заличува на ВМРО од 90-тите години политиката, кога го бойкотира парламентот, па им дадоа, како се вика, демократски парламент, што би рекол Боцевски, да прават што сакат во државата, односно да ја плячкаат државата. Како? Се пак нешто ме прозвува. Да прават, мислам, да практицираат еднопартиска демократија и да го направат она што го направија затоа што се тоа што се случува денеска е рецидив на 90-тите, да бидеме реални, мислам. Не можеме да го заборавиме тој дел. Меѓутоа, најмалку што може да и користи на партијата на Георги Спасов е бойкотот на вториот круг на парламентарни избори, затоа што тоа подразбира и бойкот, претпоставувам, и на парламентарните избори. Па не, ќе си земат тие, ќе ми речат земете си за парламентарни гласајте. Не функционира тоа така. Или ќе одат на целосен бойкот, кој ќе значи крај на политичката опција и создавање на некоја алтернативна политичка... Па више е создадена, знам. Да, создадена е и на Боцевски само да му... Зашо би се враќал Максим во нешто што веќе си... Па затоа што таму се гласовите, не е глупав. Зашо ќе си ги прибери кај себе? Не иде тоа така. Да бидеме реални. Види, ако бе зашо би се враќал? Па види, ти во моментов имаш 90.000 гласа и сега треба да ги зголемиш на меѓутоа како нема да се вратиш? Трендот е многу лош за социјалдемократската партија.
Трендот оди во надолна линија. Дори ова може да биде види, да пак ти бидат кажувам. високи бројки за парламентарните избори. И ти- Океј, ајде за бојкотот. За бојкотот две работи, уште вчера ги кажа во македонска телевизија, значи тие што гледале вчера сега ќе им биде ова реприза, меѓутоа тоа е. Две работи, значи прва работа околу лику ќе разделам на два дела. Едниот дел СДСМ, вториот дел Стево Пендаровски, ја тргнам со Стево Пендаровски, значи редно е барем еднашка во овие 10 години кога тој е политичар, кого СДСМ го турка и не само СДСМ го туркаат и многу други кругови кои што не сите од Македонија. Значи редно време е еднашка во овие 10 години тој да покаже президенцијалност. Тој никогаш не беше председател, никогаш не личеше на председател, никогаш не даде изјава која што наликува на председател обединител. Значи, што значи президенцијалност? Значи дека ти во поразот мора да мислиш на државата. Кој е президенцијален момент на кандидат што губи на председателски избори? Моментот кога го легитимираш противникот, кога му честиташ на победата. Тоа е моментот кога не му викаш Силјановска претходниот пат му честиташе на Пендаровски. Пендаровски не му честиташе на Иванов во Тоа се вика 2000 политичка култура. не му честиташе на Иванов во 2014 година, тоа е едно. Второ, нека покаже президенцијалност, нека го поведе СДСМ, нека се бори, нека искине уште 2-3 рала чевли на избориве, да го проба да добие колку што е можно повеќе гласови и така ќе докаже дека е президенцијален. А ако не го направи тоа ќе биде една од најпромашена политичка кариера во Македонија. Чекај, како мислиш да искини два типа Да тргне по Македонија, да тргне во Чевли. кампања, Која да се каже да вози- се гласа која и се така вози натаму. со службено Без ауто. разлика, добро, па треба да митинг да излезе. Па тој Треба да прошета меѓу народ. кинеше Чевли, Добар да ден, го окей, видеше остате се. расположението на народот кај го знаеше Добро, исходот од тоа овие е избори. Во однос на СДСМ. СДСМ и должи на Македонија нешто кое што ВМРО и го има дадено. За што зборувам? ВМРО можеше во два наврати, кога беше да покаже моќ и да турне земја во уставна и во институционална криза со бојкот на изборите. Тие два наврати беа 2004 година со Сашко Кедев и 2019 година со Гордана Силјановска. Многу битни ликови од ВМРО во 2004 година Љупчо Георгиевски повикува на бојкот. Многу битни ликови во 2019 година повикува на бојкот. Наместо тоа, ВМРО избра президенцијалност и избра државотворност. Наместо да турка државата во криза, тие рекоа одиме и во пораз, меѓутоа институциите мора да функционираат. СДСМ и го должи тоа на Македонија барем еднаш. Ај сега да Значи, сега направиме. да иде на собствена штета, но за Македонија. Тоа е тоа. Ај сега да направиме една компарација затоа што ги имаме истите кандидати со 2019 година председателските избори. Тогаш имаше тројца наместо 7 кандидати како што имаше сега. Добро, Стефчо е под неважечки, тебе ќе ги рачунаме 6, нели како 7, без добро. За која година Седум. зборуваш? за 2019 година. Не бе тројца беа кандидати. Тројца беа, Да. сега се Сега седум. 7. Добро. Да, сега се 7. Не зборувам по бројот на гласови кои ќе делиме сега. Значи, Стево Пендаровски тогаш освои 322.581 глас во првиот круг, односно, значи, 322 минус 180, односно 140.000 гласови помалку од сега. Тие 140.000 гласови можеме да ги бараме кај Максим Димитриевски, можеме да ги добро, тогаш имаше и помала излезност. Можеме да ги бараме кај Дуи, кој тогаш нема кандидат. Гордана Силјановска Давкова. Внимавајте. Тогаш имаше 318.000 гласови, а сега има 300 И 60. 364. 2-3, да. Ајде, ќе одиме 363 минус 318. Гордана Силјановска Давкова има во првиот круг, во ситуација со многу други кандидати, има за 45.000 гласови повеќе од 2019 година. Односно, таа е близу до нејзиниот тогашен резултат од вториот круг со двајца кандидати. Кога имаш само двајца кандидати и излезност
многу пониска од сега, 46% беше излезноста во вториот круг, сега ќе иде излезноста над 50 и Ајде ги над, вака може и до 60 да ги стигне, анализираме 60 и нешто. политичките случувања по 2019 година, што се случуваше во Македонија? Ковидот, како се вика, модуларната болница, Ласкарци, Бугарија, договорите, брусење на шахтите, затворањето не на државата, затворањето на граѓаните. Пазете кои револт имате меѓу граѓаните во Македонија. Што значи комплетно е смената политичкиот пейсаж во Македонија и политичкиот однос кон владеачката партија веќе. Ивица, не знам многу зголемена излезноста во однос на вториот круг тогаш. Не, вториот круг не го гледај. Вториот круг сега колку очекуваш да ќе биде? Над 50%. Во однос на првиот круг скоро 10%. 8,5% повеќе има сега излезеност. Не види. Ја очекувам дека има над 50%. Новој Во вториот круг? Да. Ја мислам над 60% дека ќе има. Над 60, ако има тоа види. Затоа што види сега имаш парламентарни избори. Ама Но знаеш како 6% во Македонија ретко одиме над тоа. Ама знаеш зашо и да, во право си. Ја гледам во Ќе се апсолутна повлечам. бројка, знаеш. Знаеш зашо не може да се оди Зошто? толку многу? Затоа што па реално сите кои ќе бидат парламентарни, сите 6 парламентарни партии на 5-6, левица е на граница во моментот со овие гласови, но мислам дека ќе биде ќе имаат Не парламентарна партија ќе биде помеѓу 1 и 4 пратеници по оваа овакво, например, ги ставив ја нив синоќи у Донтов. Во изборна единица 1 имаат еден пратеник само, во двојка, во тројка, во четворка и во петка и во шестка немаат пратеници со овие гласови. Сега што именно тоа ќе го видиме накнадно. Што значи прават грешка, мајде. Значи ќе видиме накнадно. Сепак, освен Стефчо, нели, кој по овие резултати по се изгледа нема да биде парламентарна партија, имаме сите кои сега беа, нели, понудени, ќе бидат и на наредното ливче парламентарни партии. Токму затоа е прашањето дали може кој знае колкаво зголемување на излезност, да биде пошто истиве ќе биде. Еве, ајде да им кажеме утре што ќе работиме нашиве слушатели. Значи, еве ја симулација тако те интересира на овие гласови. Во првата изборна единица ВМРО има 8, СДС има 4. Значи Маричич е на граница дали ќе влезе или не. Значи тука Владимир Божиновски погоди скроз. 8-4. Таква величина да Добро. остани Дуи надвор има од тројца. политика. Добро. Вреди има 20. Знам има 20, ова е изненадувањето. Да, и Левица има еден. Левица има 1, Стефчо нема. Да. А следниот би бил од следниот би бил од ВМРО. Да. Ако Значи 9. Да. ВМРО може да оди на 9. значи ајде да видиме вака, математика, да, ВМРО може да оди на 9. Дуи може да изгуби еден, кај киде тој? Кај ВМРО киде. Значи може да биде 9-4-2-2-2-1. Види. Само не, ајде си играме утре. Ја коментираме левици, извини само да вратам, знаеш зашто го тврдам тоа? Да. Значи ја ги собрав синоќа бројот на гласови во левица во изборна единица 3, изборна единица 4, изборна единица 2. Нема што обсесија. Петка не стигнав. Они сегде се во овие 3 изборни единици помеѓу 5-6 гласови максимум. Тоа е пратеник сигурно. Се не може 6 гласови, 8 7 Да, не пратеник. Зависи. Пратеник. Таму има повисок праг. Зависи. Во четворка е 8000. Не е така, ама тоа беше на 400.000 плюс ВМРО и СДС, ма немаш Што, реклами? Ајде уште еден блок на реклами, па одиме да привршиме со оваа емисија. Ивица, по општини Силјановска победи сегде, освен во Крушево. Чекај се, еве ја гледам мапата. Ајде. Освен во Куманово, Кај што победи Максим Димитриевски, да. Во Липково, Бујар Османи. Во Арачиново, Бујар Османи. Арачиново во Шутка победи исто Бујар Османи. Да, ова е интересно за коментирање. Во Чаир победи Бујар Османи. Студеничани Бујар Османи. Сарај
и Желино Бујар Османи, Теарце Таравари, Ето. чекай секунда, Гостивар Таравари, Тетово за многу малку Османи, Боговиње Османи, Врапчиште Османи, во Гостивар Таравари. за многу мала разлика. Сега Стево победи само во Маврово и Ростуша за И Центар 60 Жупа. гласа. Не. Центар Жупа не победи. Не победи во Центар Жупа. Центар Жупа, да. Крушево. И во Крушево има победено исто за 300 гласа, а во Долнени е Бујар Османи исто, во Пласница, во Кичево за многу малку, за 1000 гласа, во Дебар, во Центар Жупа за 1 глас, и во Струга. Иначе во сите други општини победи Значи, Стилјановска. Јас сега ќе ги гледам македонските големи општини. Одиме сега поред, да Ајде. бидеме конкретни. Одиме со најголемата македонска општина, избор најголемата, најзначајната македонска општина за СДСМ, општина Струмица. Носител на листа на ВМРО ДПМН е Александар Николовски, тој на терен ја водеше кампањата за Гордана Силјановска Давкова. Во Струмица, ВМРО ДПМН кај Заев дома, Гордана Силјановска Давкова победи со 11.808 наспроти 9.000. Значи 2.800 гласа разлика дома кај Заев направи Гордана Силјановска Давкова. А една по една од чија големите, кампања можем? ја водеше Александар Николовски. Прилеп, Прилепе исто така изборна единица 4, 2 спрема 1. 18.000 на 9.000. не е баш 2 према 1, ама близко до 2 према 1. Добро. Скоро Тоа е 2 веќе- према 1. Тоа е веќе Добро. доведено. Одиме Прилеп. чекај Штип. Сега дај од четворка прво големи ве да ги Ето фати. тие се. Кавадарци, голем град е. 9, Да. Ова е локал патриотизам, добро. 9.700 на 4.700. 1-2. Толку е. 1-2. Се, одиме во Новаци, чекај сега Битола. Битола. Добро, тоа е изборна единица 5. Чекај, кој е друг голем? Гевгелија? немаш тука големи веќе. Од големите тие деветте големи. Гевгелија е важна општина, извини. Кавадарци, Гевгелија. 6.300 на 3.000. 2 спрема 1. И во Гевгелија. Во изборна единица 4, во сите големи општини, Не бе во сите големи, во сите општини. во сите општини, но во големите е 2 спрема 1. Тоа сакам да кажам. Изборна единица 3. Освен во Долнени, ама Долнени. Бе, Долнени е мала општина, сега не, сега тие карбинци, Изборна Долнени. единица 3, значи е Штип, голем град. 12.000 Силјановска, 5.600 Стево. Во Штип. уште и Кочани тука, и Велес. И Велес, нормално. Лозово, чекај Велес да го најдам на мапава. 12.400 на 5.000. 12.400 на 5.000. И Кочани тука е. Кочани 8.000 на 3.900. Тежок ќе биде патот. Во изборна единица 4. И тоа Кочани беше бастион на Бастион на СДС. Нека. Друг бастион на СДС, каде што се локално на власт е Делчево. и Крива Паланка. Делчево 3500 на 2700 кај нив дома. И Крива Паланка кај Љупчо 5000 на 4400. Добро. Таму се добри. Значи, во изборна единица 3 големите општини се сегде 2 према 1. Изборна А Битола? види во Куманово Стево е трет. во Куманово Стево е трет. Во Битола, Мора да ми го Во кажеш Битола. патот. Да. До значи, победа. Да. во Битола 21.528 Силјановска, 11.000 Стево 1-2. Пендаровски. 1-2, 5.000 Максим Димитриевски. Не помогна ни скафандере. Битола, Охрите, голем град, исто во петка, 14.700 на 5.500. 1-2 во Охри. Не еден Значи, два. да. Не е 14 на 5. Да. Не еден два. Скоро 3 Еден. спрема 1. Скоро 3 спрема 1. 2 кома нешто спрема 1. Ова се големите, зборувам, големите македонски општини Ај, со... општини. Не, ајде да ги видиме. Ај, Сите скопските? се македонски општини, бе да Не, речеме. зборувам со доминантно македонско население. Ај Скопскиве општини. Сега ќе ти го кажам на ниво на скопските општини. Гази Баба 18 на 4700. 18
Тоа Кисела вода 18 4:1. 18 на 6,200. Каде извини? Кисела вода. Карпош 14 на 9. Стево најдобар во Карпош. Не, во центар е подобар. 15 на 9 кај Во центар е подобар. Да. Ѓорче Петров 11 на 4,600. Ѓорче Петров, чекај, аеродром 21 на 8,900. Тука за малце ќе бил трет, максимум има 5200 во аеродром. Во аеродром, Да. да. Трето место не го гледаме. Бројкиве Илинден, се страшни. Добро, Илинден не е на толку, 1400. Овде иде трендот над 1:2. Еве центар е 10 на 8, тука е најдобар. Центар, во центар победи ВМРО, луѓе. Е добро да е, па не кога е прв последен пат. пат се случило? Тодоровичка победи. Тогаш. Да, И тоа на мускули. на муск. Да. Да бидеме реални, мислам, пошто живеам таму и го знам. Да. Регионот, да. Конгломератот на луѓе. Еве Звонко, и ти доаѓаш од ВМРО-вска општина, сега што да ти кажам. До сега не доаѓаш. Како беше на Владко? Бутел, чекај, Бутел 7,300 на 3,100. Бутел. Како и да е. Нема во Бутел, гледува, во Бутел е четврти Стево Пендаровски. Во Бутел вторе Бујар Османи со 300, па трети е Арбен Таравари со 2400. 7,300 на 2, Четврти е на 2000. Јас со нетрпение ќе чекувам да ми го каже ајде. патот. Еден мој другар вели вака. Патот на победата на Стева води преку оние 2000 километри автопатишта кои што ги изгради СДСМ во имена. Чекај да го видиме Валандово, таму СДСМ е на власт. Абе Валандово сега. 2900 на 1800. Пак е- Таму е на власт е СДСМ. Пак таму. е- Скоро 2:1. Демир Капија исто СДСМовска е цело време. 2:1. Да. Не, Да, кога гледаш Демир веќе Капија. бастиони на Росоман СДС е на власт. Скоро 2:1. видија и историска Дебарца, славна Дебарца, нели таму. Да, многу не интересира. Дебарца. Пошто тоа е Да, бастионот. село Годивје е во Дебарца, Да. така? Да, е. Да, сега. Славното Годивје, значи 1200 на 540. Да? Гордана. Ова бреки мора да му ги Инаку види, пренесиме. најде да ги видиме, значи во Струга. Демир Хисар 1200, 1300 Стево 2200. Во Струга прв е Бујар Османи со 8000 гласови, па Гордана Сињановска со 5700, Таравари со 3300 и Пендаровски со 2800 четврти. А во Кичево прв е Бујар со 8000, па Гордана Сињановска со 7000, со 2000 е Стево и со 2000 е Таравари, што е многу интересно. Само да ги видиме, Гостивар 9800 Таравари, 9800 Османи, 5500 Силјановска, 2400 Пендаровски и Тетово од големите уште 14000 Османи, 14000 Таравари, 6200 Силјановска, 2300 Пендаровски. И ја ќе се фокусирам на гордиот исток. Не мора да се... 300 во Берово СДСМ е на власт, локално, губа 300 на 1800. Значи, Пехчево исто 3:1 скоро, 2:1, 2,5, Виница 4500 на 1700, овде Вакво не 1100 има Максим нема Димитриевски вакво во нешто. Виница. Па затоа зборам Значи- прашање дали се стожена партија веќе со ова. Да, Не, ова, Да. мој... Карбинци Кога е збориме стожена партија што може да произведе премиер. Со овие Карбинци е резултати нема 3:1, шанс. еве да ви кажам. Како мислиш Источна може да Македонија? произведе? Па произведе 20 у задниве 7 години. Едниот, како се вика, Да. го имавме каде што образованието го стави у аут, покажа висок степен на интелект, а вториот го продолжи неговото дело. Мислам, ова се... Овие Овие Могила бројки е се... 800 на 700. Мислам- Нема македонска општина, многу се само од сите во 90% од доминантно општините со македонци кои се доминантно македонци каде што живеат, у 90% од случаите е 2:1, 3:1. Не, ова ти Ма значи- исто и во другите општини што? Не, Со однос. Не, се збориме Овде колку што ВМРО победува, мислам, со овие бројки. Ова ти покажува колкаво е незадоволството кај граѓаните кои било потиснувано сиве години. Да. Ова е експлозија. Да. Ова е експлозија. Мислам, Ова е експлозија. не е она
утре е нов ден, ќе почнеме од нула. Не може овде да почнеш од нула. Мислам, она што го навести Пендаровски дека денеска е нов ден и он ќе почне од Како ќе нула. почнеш ти од нула? Како ово се страшни бројки, мислам. А чекай се Дудзонга да прашам ти да се него место што ќе кажеш. Што ќе кажеш? Од утре 0-0, почнуваме од ново. Велес 2:1 и морам да Што кажам друго ќе дека кажеш се? Ај се. во Велес Се- трета е Билјана да, шо- Ванковска со тешко е да кажеш 2526 нешто ново. гласови, а 12.000 има Силјановска. Али се е заслужено. Еве заслужено. велат кажете за Делчево, кажавме за Делчево. Значи, Абе добро, ај се. кажавме за сите. Ресен. Ранковце, славното Ранковце, тука да се ме сеќаваш и кој изгубил цела држава кој победил Ранковце. Ау да, тоа. Сега е 910 Гордана Силјановска на 482, Стево Пендаровски 191, Максим Димитриевски. Значи, кај да прове Петровец 2500 на 500. Не, 5-1, страшно е. колку е ова? Така? Страшно ова. 5 спрема 1. Кога ги гледаш Скоро 5-1. куп бројките мал се поинаку, вака Да. кога ги расчленети. Многу е страшно. У Петровец 5-1, човеч. Секојаш биле јаки ВМРО Петровец, ама ова е Не, многу, што ова- е многу. Ова е цунами. Ова Сопиште 3-1. Пак ќе кажам, мене најизненадувачки ми е резултатот. У Јагуновце не е доминантно албанско? Во Јагуновце имаш Кај бе Гуновце, албанско без Даймалце. победник е Горна Силјановска со 1200, втор е 769 Бујар Османи, трет е 704 Стево Пендаровски, 608 Таравари, 289 Максим Димитриевски. Многу интересно што Максим Димитриевски сегде, скоро сегде е на пола од гласовите на, па и така е кога ќе ги собереш, на пола од гласовите на Стево Пендаровски, сегде е Максим Димитриевски се појавува. се наметна овој. Джевдет Хередини во неговото микроблогирање вели очекуваниот пораст на СДСМ и триумфот на ВМРО се заслуга на Заев, Ковачевски и Дуи. Мислам дека треба да... Куманово Максим добар резултат 14.000 гласа. Нема Иако ова во пратеници може да биде еден пратеник. нема но- збор. Ова не е затворена држава како што цело време тврдат. Или Види, заробена држава. професоре, сега и еден факт ќе ви кажам, вчера го кажав овој факт. По втор пат во историјата на Македонија имаш гласање со фингерпринт и по Да, втор слушнав пат СДСМ убедливо губи. Не, Значи, ајде да бидеме вака на чисто. знаеме кога СДСМ победува. Во овие 30 години стварно знаеме кога победува. Ај сетете се 2019 или 2020 беше со тоа како се вика. Со короната тоа. Не короната, тоа брзото гласање у една секунда 6. Тоа беше референдумот. Референдумот, да. Не знам, знам имам некој сеќавање така, мислам и да сакате со таква брзина не можете, мислам тоа можеби со вештачка интелигенција можеби тогаш имале тоа. Кој ги знае? Ако заборавивме некој од големите градови да кажеме слободно. Не, вако Македонски град мал вако созување на Свети социјалдемократите Николе. нема. 4.800 на 1.700. Не, нема. Ова, мислам, барем ова до сега не е запамтено по новата Се надевам политичка дека историја. достојно го замени Владко Ѓорчев кога ги читав резултати. Значи вака се, можно е да нема пратеничка група левица со овие резултати, на граница се 4 имаат, сигурно. Ќе видиме сега, убаво да проанализираме. Не, еве го направи дека зборевме ова. Знам Колку? 10. Вреди 12, дуи 17. Ова отвара пат да иде дуи во опозиција. СДСМ 24, ВМРО Не. 53. Не доотвара. Ај ќе видиме. Ја мислам дека ВМРО сега го фаќа бранот, каде што сега ќе биде ќе сурфа на бранот. сега ќе сурфаат на бранот. Ја мислам дека ВМРО ДПМН е на Да, да. овие на значи како партија на Силјановска додаде ти најмалку 100.000 на ова како кандидат, а како партија додадете најмалку 40-50.000 на ова. И ќе видите кој е резултатот. Мислам дека ВМРО ДПМН е во вториот круг на изборите ќе направи, мислам тоа е некое мое чувство врз база на бранот кој се случува, мислам дека СДСМ ќе биде
негде околу 22 пратеници. Не, После ќе ова? има ново мапирање на Ќе биде политичката сосем ново сцена. мапирањето. Да. Сосема ново. Ова Левица баш ќе до влезе сега во не било. собрание, но нема да влезат како што очекуваа. И тоа е тоа. Останува да видиме. Јас во овој момент, после овој резултат, после овој бран кој ќе го Ова не е резултат, ова е дебакал. сега ќе бидат демотивирани. Вчера, како викаше, вчера со Геро разговарам, вика, абе, знаеш сега СДСМ нема да бидат мотивирани на терен да работат. Викам, Миле Зечевич не работи на терен од првиот ден на избори, бе. Да. Ме разбираш Од што првиот сакам да ден ви кој кажам? станал генерален секретар, Значи, типа многу му даваш. Да бидеме, и имаше Геро вчера многу за Максим многу добар совет. Вика, каде сгреши, вика Тито Петковски, зашо му пропадна партијата. Која реши да се врати, таму од кај што се отцепил. Тие луѓе се отцепија, вика, со причина. Истата судбина сега го чека Максим Димитриевски доколку одлучи да се Тоа што врати. рече Боцевски. Јас ги познам. Тие Зашо би луѓе- се вратил? Како лидер на СДСМ, ако се Не, врати е зашо? друго. Извини. И како лидер, зашо Не, би се вратил? Друго е. Тие луѓе Друго е. кои се во моментов гласачи на Максим Димитриевски и кои се во моментов дел од структурите на Максим Димитриевски, ја ги познам голем дел. Тие луѓе ти више до крај на живот не можеш да ги натераш да гласат за СДСМ. Тоа е проблемот. До таму се уништи СДСМ. И више не зависи ни од самиот Максим, тоа е расположение на тие луѓе. Максим не победи, сега да се разбереме. Никој од кандидативе, но и важи тоа и за него. Да не ги навредувам, сега, но така е. Максим не победи ни затоа што е најхаризматичен, ни затоа што е најубав, ниту затоа што е најпаметен. Максим победи затоа што го фати духот на оние кои се разочарани од СДСМ, а не би гласале за ВМРО ДПМН. Е добро да. Тоа е суштината него. Па нормално. Ме разбирате? Не е само Некој ќе тоа, рече, ја погоди ама знаеш, приказната, што? Стефчо е многу поречит од него. Стефчо имаше промаш, он отиде на Титаник, скок на Титаник тоне. Тоа е проблемот со Стефчо. Ти не ја погоди поентата, духот не го погоди. Истото важи и за Ванковски. Максим Димитриевски се најде на право место во право време. Им го врати заборавениот патриотизам на социјалдемократите. Апсолутно. И И ги голем дел подсети на Асном, што би рекол Боцевски, ги подсети дека Асномското јадро. Еве, ја признам поди ги Асномското ги јадро. подсети затоа Да. што го згазија. Еве, ајде, чекај нека да запиша. Ние се подготвуваме за оваа емисија, не си правиме да. Да. мене Значи, пораката на Максо беше следна. Јас го носам знамето на партизаните и на Асном. Јас сум државотворното СДСМ и наследството на Глигоров. Јас ќе обединам и вратам граѓанската опција како втор стожер против националното ВМРО. Тоа беше неговата. Она што не и личеше на СДСМ, што рече Заев дека патриотизмот не и личи на партијата, Да. Да. Максим И го врати. овде ја ќе се присетам на едно мое пророштво, а тоа е тачевизмот како последниот стадиум на заевизмот. Ова е, верували или не, А, не, процес. ова не може да биде прифатено. Ова- Ова е веќе претензија. Нема. Се може да прифатам овде. Не, тоа сакам да кажам, сега Не. ќе го прифатите веројатно. Ова што сега му се случува на СДСМ е процес кој почна во 2013 година, кога Зоран Заев ја презема таа партија и структурно, идеолошки, Интелектуално, политички секако ја промени и ја однесе партијата во неповрат и како класичен трговец Да. поединец. Тоа заборавивме да го анализираме, види. Значи, замислија менталната свест на СДСМ. Значи, во кој свет живеат? Тие се уште мислат дека Филипче им носи гласови и е символ на победа. Филипче е символ на корупција. Не, они не мислат. Они го ставија носител Не, на они листа, да е. мисле. Сега знаеме дека тоа е веќе прагма. Тоа што е Филипче носител на Која листа, тоа е прагма. Каква прагма? Прагма, он влегува во парламент, има тука и причина зашто. Имунитет бе. Не. И плюс заедно да се пазари. Точно. Ако не може- Во основа тоа е веќе. Каде е пазарот со овие бројки? Види, ја имам еден пазар кој би го предложил на ВМ. Каде е пазарот со овие бројки? Може да ви го секогаш кажам има пазарот. пазар. ВМРО кој што сега треба да се стреми. ВМРО сега треба, ако ги подјавне сите механизми на власта, треба да се спреми да се испазари со црн ѓавол само на една работа. Тоа е Македонија да стане мнозински модел и да се врати изборниот систем. Кој тоа ќе ти Предходно. даде? Кој ќе ти даде? Ако- Никој. Ај се. Ако треба да идат у затвори ќе да. Не е така. Со мнозински изборен модел, значи До сега во Македонија не. До сега во Македонија изборниот модел бил консензуален
и готово е. Мнозински медал веќе Македонија нема да има никогаш. Да, ма, може да има само една изборна не, овој не единица. функционира. Да. Може Како да што отиде е во една изборна поставен, единица, а не мнозински медал функционира. Македонија нема да има веќе никогаш. Значи можеме да отидеме една изборна единица и да видиме прагот колкав ќе биде. Не, прво да Али видиме мнозински кај ќе ги нема однеси шанс. оче од социјалдемократите. Инаку, затоа што ако ВМРО сака, ако ВМРО нека гледа локалните од 2017 година, па нека се замисли дали е за мнозински медал. И со локалните 2017 добри. Нека гледа локалните Не, прво да 2017, видиме- па нека се замисли дали е за ова мнозински Георги медал. Ајде се Спасов што го полека. кажува не е случајно. Јас сум сега екстремист Да. на другата страна како Георги Спасов, тоа ми е Не, јасно. не. Сега Да. провоцираш во твој стил. Да. Не, Георги Спасов А да. до таму е дојде. А ја толку не се разберам, јас сум за среќа само секаде кај што сум така. Е, сега се наведи За кога среќа- кажав преска, Да, да. кај да отиде носи среќа Ивица. Не, Да, па ќе да, одиме да. среќа, не е проблем. Има други што се за знаење, јас сум за среќа. Тоа е тоа. Не, па ако се Ајде. засеќа, додиме да частиш кафе. Ајде. Звонимир и Ивица ќе одат во среќа, јас ќе одам во клинички центар. Тоа е тоа.